Почитувани, продолжуваме со вториот разговор во денешното издание на Студио 10, но пред да ги најавам гостите, должна сум да кажам дека во претходниот разговор беше зборувано за потребите на лицата со посебни потреби, меѓутоа беше споделена информација за организирање на еден хуманитарен марш, беше погрешен датумот, дека тој ќе се случува на 30 јуни, меѓутоа ќе се случува на 30 мај, значи за 2 дена, сега во петок. Стартната точка е во 10 часот од порта Македонија, па траекторијата ќе се одвива се до Даре Џамбас. Значи во петок 30 мај во 10 часот од порта Македонија хуманитарен еден марш до Даре Џамбас за потребите на лицата со посебни потреби. Сега одиме со разговорот, со вториот разговор од студиото. Тука со мене се Љупчо Ристевски, председател на Интегра, Ристовски, председател на Интегра. Секогаш го мешаме колку години, дали Ристовски или дали е со Е или е со О. Се извинувам, Љупчо Ристовски и од режијата ме слушаат па ќе коригираат. Председател на Интегра, благодарам Љупчо што прифативте поканата. И Тони Науновски, професор и учесник во јавниот дискурс, аналитичар, како да кажем, колумнист. Науновски, благодарам и тебе што сте дел од ова издание на Студио 10. Секогаш носиме и политика во Студио 10. Ристовски, еве денеска, од каде да почнеме? Прво ќе почнам бидејќи сте председател на партија. Дали се подготвувате за локалните избори? Секако. Секако, целта на постоењето на секоја политичка партија е да настапува на избори, да се бори да ја подобри својата позиција на политичката сцена и да изнесе на јавна сцена својата визија, своите политички идеи. Така, ако имаме време на крај ќе ве потпрашам дали планирате сами да одите или како дел од некоја коалиција или како дел од овие коалиции предводени од условно речено најголемите партии. Ке ви одговорам и на тоа кога ќе ме прашате, да. Добро. Ајде, одиме натаму. Денеска нешто актуелно во законодавниот дом ќе се случува изборот на нов гувернер. Предлогот на председателката Силјановска Давкова беше Трајко Славевски, своевремено професор, министер за финансии, последно председател на Советот на град Скопје. Сите сметаат или опозицијата оди со обвинување дека се прави партизација на гувернерската позиција. Како гледате вие на ова? Сакате вие, Тони, прво или Љупчо? Ајде, нема врска, ајде. Повелете, да. Народната банка е монетарната власт во државата и таа е една од клучните столбови на суверенитетот на една држава. Како институција говорам. Незината улога е многу важна и од тука е многу важно кој ќе раководи со Народната банка. Таму се и девизните резерви на државата, таму се кројат и многу од фискалните политики во државата, се влие врз банкарскиот сектор, врз финансискиот сектор воопшто генерално и од тука е многу значајно кој ќе биде на чело на таа институција. Сега јас, Трајко Славевски ми беше асистент на времето на факултет кога бев на економски факултет. За него имам одлично мислење, одличен стручнак, извореден како човек. Сега како ќе се нафати со насушната потреба за радикална реформа на монетарниот систем, тоа е и стратегија на нашава партија. Мислам дека до овој период Народната банка е кочница на многу развојни процеси во државата. Ние имаме еден од најконзервативните банкарски сектори на планетава Земја. Нашите банки спаѓаат во првите 5 на планетава Земја по неуспешно пласирани кредити. Тоа кажува дека имаме страутно конзервативен банкарски сектор и страутно монополизиран, каде што имате 5 клучни банки. И тоа се држи веќе 30 години во Македонија, што е страутен процес. И сега, ако Трајко Славевски е спремен радикално да влезе во промена на финансискиот сектор во државава, да едноставно го либерализира пазарот на комерцијални банки во држава, затоа што имате тука простор да влезат, вие уште го немате Рајфезен, уште немате американски банки, уште немате клучни светски брендови во банкарскиот сектор во Македонија. Едноставно имате монополизирани банки кои што за најмала трансакција ви наплаќаат провизија за се и се што е недозволиво во еден систем, во една држава. Значи, не зборувам само за кредитните суми, така. Не зборувам само за кредитните продукти, зборувам за секоја трансакција, па дури и за електронска трансакција. Вие сега имате на кредитна картичка при наплата, почна да ви земаат и
и на самиот апарат провизија, но и да ви земат на крајот на месецот за користење на тие услуги, што е страшно. Значи банкиве до толку се аздисани во Македонија и нив мора да ги заости монетарната власт. Нема друг начин, освен ако и нормално владата да се либерализира тој пазар. Во Македонија солвентноста на микро, мали и средни бизниси е голем горлив проблем. Значи нема свеж капитал кој што струи, тешко се доаѓа до квалитетни кредитни продукти. Значи се е врзано двојно, тројно, хипотекарно, не знам, со меници, не знам, со лични гарант платеци и така натаму. Едноставно банките се обезбедени како заштитена бела мечка и од тука мислам дека тоа е сериозен јарем не само врз народот, него и врз микро, мали и средни бизниси. И од тука гувернерот прва примордијална задача е да го разигра тој сектор. Банкарскиот сектор мора да се урнат монополите, да се ослободи пазарот за нови комерцијални банки, за нови кредитни продукти, мора да се отвори пазарот за приватни инвестициски фондови, тоа е кор на програмата на Интегра Македонска конзервативна партија. Ние мора да внесеме во една посебна слободна финансиска зона приватни инвестициски фондови, дури со нулта, ако сакате и негативни стапки на одоначување, ние велиме во ВИТЕ зоната, Велес иновацијска информацијска високотехнолошка зона. Само за подсетување, аутсорс индустријата во Македонија достигна околу половина милиарда годишно. Тоа значи дека ние веќе младава генерација извезува ноу-хау, знаење, вештини. Да. Некаде половина милиарда и ние сме лидери во регионот во тој дел, во однос на бројот на населението. И од тука треба да се таргетира. Тој сектор може да расте само со вакви дури негативни стапки на одоначување. Заборавете на прогресивен данок, тоа е толку тешка социјалистичка мерка, што ми се чини го кочи комплетно целиот бизнис. Понатаму се извинувам, и девизните резерви мора да се стават во функција. Таму треба сериозна реформа во девизните резерви. Ние се уште конзервативно ги чуваме во хартија од вредност и така натаму, расеани ни се квалитетните девизи по Deutsche Bank, по надвор. Значи, девизните резерви Норвешка на времето со Кралскиот инвестициски фонд ги стави во функција на развој на стопанството. И консекутивно 7 години поред она беше најпросперитетна нација на планетава Земја. Значи, нашата визија е дека се што има како ресурс за држава, вклучително и девизните резерви, да ги ставиме во поттикнување на творечкиот потенцијал на секоја индивидуа, особено на микро, мали и средни бизниси. Тоа е клучниот развој. Трајко Славевски, бидејќи треба да е надпартиски човек, дали очекувате да се одлепи од неговата матична партија ВМРО-ДПМН? Тоа е болката, веројатно на една таква институција личи еден надпартиски експерт. Но во дадениот случај, можеби тоа ќе му биде едно од сидрата кое што ќе го влече надолу и ќе се лепат на него критики и од опозиција и од јавноста, но ако настапи храбро и со сериозни радикални реформски процеси во монетарната сфера, мислам дека може да го разигра финансискиот систем. Еве на Науновски да му дадеме исто на почетокот збор, повелете Науновски на оваа тема. Јас мислам дека изборот, предлогот и веројатно за жал изборот на Славевски за нов гувернер е само продолжување на оној многу негативен тренд, односно процес на брутална партизација на системот од гледачките партии, од актуелниот режим, односно власт. И не може да очекувате таков партиски функционер, долгогодишен партиски функционер, да реализира политики кои што ќе се разликуваат од оние кои што се дадени, односно креирани во раководството на самата таа партија. Значи, независност кога сте вие висок партиски функционер и поставен во една ситуација во која што трендот на целосна партизација на сите институции на системот само по себе не може да донесе ништо добро за граѓаните и за државата. Таа персона е за мене позната, негативно се разбира, по неговото несоодветно однесување на Советот на град Скопје, односно блокадата на сите добри проекти на господјата Данела, која што еве се покажа дека е една од најхрабрите и една од, според мене, најдобрите политичарки во денешниот миг во нашата држава. И го познавам со овие акции последни што ги прави на терен и не само тоа, и по многу проекти кои што за жал беа спречени заради чист партиски интерес на ВМРО-ДПМН кон неа, односно недоразбирањата кои што започнаа, ако се сеќавате, откако таа, да ја цитирам, иако е можеби несериозно, кога ги фати сорачињата во медот, тогаш настана расколот помеѓу нив. И господјата наистина покажа многу знаење, многу енергија, а ова што денувија го прави апсолутно за секоја поддршка и за секој поздравување. Но да се вратам на Славевски,
Значи таа персона на мене ми е позната по перманентното долгогодишно спротивставување на покачување на минимална плата во Република Македонија. Значи да потсетам, ние на Балканот и во Европа со самото тоа, имаме најниска минимална плата. Дури и Босна и Херцеговина, дури и Косово, кои што не се држави, туку се протекторати, нели, имаат повисока минимална плата. Неговиот концепт за макроекономски политики е апсолутно погубен во пазарна економија во која што се наоѓа Република Македонија денес, односно состојбите. Не може во капитализам, односно доцен капитализам, посткапитализам, се едно како и да се нарекува денешната економска реалност во светот и кај нас, иако ние доцнеме нели во тие развојни елементи неколку децении, не може во услови на капитализам, див капитализам, како што владее во Македонија, всушност, да воспоставиш некаква минимум праведност во распределбата на материјалните добра, без покачување, односно без силна висока минимална плата. Тоа е докажано, се разбира, економски, и неговото спротивставување е ништо друго освен веројатно е мотивирано и со цел да ги одржи олигарсите, односно да им даде поддршка на олигархијата на Македонија, кој што во Македонија. И да не забораваме дека стопанските комори веднаш ја поздравија одлуката него да го предложат и да го изберат, затоа што тој ќе ги штити интересите на олигарсите и на крупниот капитал, на компаниите, нема да ги штити интересите на граѓаните, односно на обичниот народ. И тоа е проблемот, конечно, една од факти веќе од оваа перспектива после година дена, дека една од клучните лостови, односно полуги, кои што им помогнаа на ДПМН Мицковистичко да дојдат на власт со толку голем број на претеници, беше олигархијата, односно интересите на големите компании, на стопанските комори, и тие им се одолжуваат, меѓу другото, еве и со држање на најниска минимална плата во целиот Балкан, значи и во Европа. Така. И само што да го кажам, значи проблемот е во тоа што очигледно е според овие неколку негови политички активности, блокирањето по секоја цена заради партиски интерес и некој анимозитет кој што го има таму кон господјата Данела, која што е одличен градоначалник, и неговото константна поддршка на олигархијата, а не на обичниот народ, како и перманентното негово повикување, односно заложба за држање на минималната плата на најниско можно ниво, не ветуваат ништо добро за обичниот народ во оваа држава. Значи, можеби за олигарсите, за големите компании, за стопанските комори, кои што уште еднаш повторувам, веднаш го поддржаа и го поздравија, него како избор, затоа што ќе штити нивните интереси, нема да ги штити интересите на работниците. И конечно, сето тоа, нели, заедно од една перспектива, мислам дека може да сугерира, веќе навестува според мене некоја девалвација, која што повторно ќе го погоди обичниот македонски народ, а нема да ги погоди и нема да им наштети на олигарсите и на крупниот капитал. Така, добро, еве ова се ваши очекувања, нели, во пресет на изборот, ќе видиме. Има една животна мудрост која вели, рибата не можете да ја цените по тоа колку брзо се качува по дрво. Така што позицијата председател на Совет на град Скопје ми се чини беше несоодветна и од тука не можете да влечете вертикала и мерило во тој дел. Можеби карактерно се гледа моралната вертикала на еден човек на такви историни позиции, но во дадена ситуација, знаете, уште во раните почетоци на приватизацијата, Трајко Славевски, уште кога бевме во Демократска партија со Гошев, ние бевме поборници на сосема поинаков модел на приватизација. Има и видеозаписи од тој период, има писмени записи. Тој модел, меѓу другото, го работеше и Трајко Славевски. Ние го бараме словенечкиот модел. Исто така јас работев на тој модел тогаш и Македонија одлучи да тргне по сосема друг пат кој што се покажа дека е погубен. Погубен е за севкупната економија, затоа што вие направивте како држава и како систем, Социјалдемократскиот сојуз направи како држава и систем една елита на олигарси кои што незаслужено добија богатство на тацна, незаслужено, дури неправедно избрка многу вработени затоа што не сакаат да ги продадат по дампинг цена акциите на менаџерите на компаниите. Значи, со сила системот ги направи газди, многу од тие пропадна, дел од нив останаа успешни, но јас тврдам ден денеска дека ние во самиот старт го погрешиме моделот на приватизација. Да го земеме словенечкиот модел, сега ќе бевме малтене Словенија,
Кога се распаѓаше Или чешкиот Југославија, систем на ваучери, разликата така, во како економскиот момент Словенија-Македонија беше некаде 1:1,8. Значи толку беа понапред. Сега е 1:8. Тоа значи дека словенечката економија е една од првите 8 економии во Европа, ако сакате. Значи, за да можеме и да се од тркаме, тука ние го утнавме тој пат. Но во историски контекст, ако земете, професорот Славевски беше на правиот пат тогаш. Имаше добра визија, како што нели и Демократска партија имаше одлична визија, но за жал гласачите од тогаш многу пати сгрешија во изборот на и Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН подосна и така натаму, и ги доживеавме сите овие економски трагедии кои што ги има Македонија. Ние влечеме уште траумата од тие 200.000 стечеци кои што тој процес на приватизација и Социјалдемократскиот сојуз ги донесува во Македонија. Значи, внимавајте, ми се чини дека Социјалдемократскиот сојуз станува една трагична партија. Во клучен историски момент влече трагични потези за иднината на Македонија. Внимавајте уште на почетокот кога, нели, го менувавме уставот и со приватизацијата и со промената на името во Северна и така натаму, ми се чини дека Социјалдемократскиот сојуз е длабоко трнат по еден пат од кој нема вракање, че во една длабока жива кал. Тешко е да ќе се излечат, внимавајте, Мечијар ја доживеа таа судбина со 2% на избори. Социјалдемократскиот сојуз оди во таа насока и тука нема никаква перспектива, поготово што се уште нема на повидок ниту визија, ниту лидерство кој што може да наметне радикална реформа во државата. Затоа мислам дека треба да се даде шанса и да не ја нели цениме рибата е за да ја цените како се движи во водата. Ама бекграундот е битен. Професорот Славевски е врвен економски експерт, тука нема дилема. Не зборуваме за теорија, така, значи има тој една книга Економските школи во САД, мислам дека му е магистерска теза која што не е лоша. Меѓутоа не зборуваме за теорија. Ма и за приватизацијата книгата земете. Добро, но не зборуваме за теорија. Зборуваме за практика, а ние мораме да судиме за политичарите врз основа главно на нивните досегашни делувања. Неговите досегашни делувања се прво блокирање по секоја цена нелогична, нерационална на господјата Данела и второ заложба за минимална плата, за колку што е можно помала минимална плата и поддршка на олигарсите. Тоа не може да биде добро за обичниот народ. Обичниот народ мора да биде основата врз која што ќе се темелат добрите политики. Види, ние како либертаријанска партија, јас како либертаријанец, минималната плата е еден тежок соцреалистички конструкт. Пазарот и конкуренцијата на пазарот ги крева платите. Земете го ресторанско-угостителскиот сектор. Земете го ресторанско-угостителскиот сектор. Само момент. Видите колку се платите на готвачите, колку се платите на келнерите, видите колку се да интервенирам. А обратно земете ги платите на медицинските сестри. Во оваа состојба. Конкуренција треба. Пазарот мора да се отвори за приватниот капитал. Не е спорно тоа. Не е спорно. Пазарот ќе си донесе високи плати сам по себе. Невидливата рака на пазарот на Кейнс, го знаеме тоа, Лјупчо, не е спорно. Адам Смит. Проблемот е што ние проблемот е во тоа што ние не сме Франција, Германија, САД. Ама може да биде на нашето ниво, да, меѓутоа нашето ниво на развој на економијата е драстично пониско од сите можни компаративни модели според кои што ти ги влечеш позитивните мислења на тие механизми, тие не се соодветни за сегашниот степен на развој на нашата економија. Значи не може овие основните механизми на слободниот пазар на капитализмот денес во Република Македонија, кога би се примениле доследно, како што се залага меѓу другото, и се залагаат стопанските комори и господинот, значи ќе доведат до уште поголема сиромаштија на обичниот народ и нема воопшто да овозможат никаков инвестицијски циклус или слично. Значи мора да се адаптирате врз основа на објективните параметри на развојот на економските состојби. Малку подолго се задржавме на оваа тема. Меѓу другото и заради тоа што оваа година дена, како што знаеш, 7 милиарди евра се задолжи оваа влада. Ако може да зборуваме за тоа. Затоа викаме сега веќе почнеме, мислам прашањето следно ми е и за кредитот од Обединетото кралство и предходно милиардата добро од унгарскиот кредит. Видовме тоа кај отиде и како, иако еве се уште не знаеме ни под кои камата условите не ги знаеме, кој ќе биде контролен механизам, грејс периодот, многу параметри не се знаат. Иако беше кажано само едно малку, значи дека тој кредит и тие пари од 6 милиарди евра ќе се влечат во рамките на 7-8 години. Знаеме дека беше кажано за инфраструктурни проекти повеќе. Да, значи во врска со ова скандалозно, невидено во досегашната историја на Република Македонија, 35 годишна независна држава, невидено во досегашната историја задолжување, презадолжување на Република Македонија со толку огромни милиарди евра, многу е, 7 милиарди евра.
ми се чини дека е кулминација на, како да кажам, ирационалното и опортунистичко владење на оваа коалиција, односно, нели, овој режим. Знаеме и Лјупчо, сите ние знаеме дека основен принцип на меѓународното делување и действување на државите се интересите на државата. Прво, за да Англија даде толку голем кредит, без оглед на тоа колкава ќе биде каматната стапка, значи имаат и дефинитивно некој интерес финансиски, меѓутоа за да даде Велика Британија, огромната, мокна, силна Велика Британија, на една Македонија која што е неразвиена, сиромашна и така натаму, толку многу пари. Тоа значи дека тие ги заштитуваат и имаат некаков собствен интерес за тоа. Кој е интересот? Интересот се наоѓа во некои клаузули и членови, кои што веројатно ќе ги видиме делумно во договорот, а веќе ги видовме, односно ги дознавме преку пишувањата на познати британски медиуми, каде што конечно и се споменува нели во договорот реадмисија, бегалци, мигранти и така натаму. И јас мислам дека има доволни индиции кои што покажуваат дека веројатно тоа клучната причина зошто Британија им даде на овој режим и му даде дури 6 милиарди евра. Второ, штом вие позајмувате од држава... Но имаше негирање, јас сум должна да кажам дека имаше негирање и од британскиот амбасадор овде и од премиерот Мицкоски, морам да кажам. Значи има клаузули кои што упатуваат дека за да нема дилема. Упатуваат такво нешто. Лјупчо, извини, само ќе бидам краток, уште два аспекта сакам во врска со кредитот, кој што е нели актуелна тема. Второ, вие кога се задлужувате од држава, а не од етаблирани и познати меѓународни фондови, од ММФ, Светска банка, Европска инвестициска банка, зошто не земаат тие кредит од таму, 6 милиарди евра или повеќе се евро? Затоа што таму има постапки, има процедури, има контроли, има бордови, има ревизори кои што ќе го контролираат и ќе спречат било какво одлевање, односно нели неправилно трошење, да не кажем криминал и корупција. Значи можеби е тоа мотивот, од каде ние знаеме кој е мотивот на оваа влада да земе од Англија 6 милиарди евра, а не од Светска банка или од Европска инвестициска банка. И последно, тоа исто се однесува и на милиардата од Орбан. Значи како е тоа? Нема контрола врз тие пари. Кога вие земате пари од Deutsche Bank или од Европска инвестициска банка, има контрола. И се знае точно до денар каде одат тие пари. Вака прогласиле, замислете каков скандал. Ја прогласиле за службена, за државна тајна информацијата каде и колку се пласирани парите од унгарскиот кредит, од милиардата на Орбан. Тоа е скандалозно, значи јавноста нема увид, не е транспарентен кредитот, односно јавноста нема увид каде се трошат нашите пари, бидејќи ние ги враќаме нашите пари, ние нашите деца и внуци. И последна работа, бидејќи договорот синоќа успеав да прочитам само еден пасос, два, не успеав да го најдам целиот. Имаше проблеми со линковите на собрание и така натаму, се едно. Од она што го видов, првиот член е апсолутно против уставот на Република Македонија. Значи противуставен е, затоа што пишува дека нема судска инстанца која што ќе ги реши било каков спор. Кога станува збор за заемодавачот, односно за кредиторот и за корисникот на кредитот. Тоа значи дека ниту ние можеме да ги тужиме британските фирми кои што овде некако ќе работат, нели барем така се вели дека е предвидено со договорот, ниту пак тие можат да не тужат нас. Едноставно такво нешто е невозможно. Мора да има клаузула која што ќе овозможи правна сигурност и правна контрола на целиот процес на трошење на кредитот. Овде е наведено, значи дека што е невидено во меѓународно право, овде е наведено дека сите евентуални спорови ќе се решаваат пријателски, нема да има судови. Како е тоа можно? Значи нема да има судови, видите, тоа е скандалозно. Не знам како, дали јавноста е свесна што тоа значи. Тоа значи дека ние нема да имаме право, нема да има никој право да поднесе некоја забелешка, приговор на било која судска инстанца. Ниту овде, ниту на меѓународен суд. Добро, вон судски, значи со пробација, како велат судите ама вон судска спогодба е само првата инстанца која што е предвидена за решавање на спорови. Потоа веднаш има судска инстанца, дали меѓународен суд во Лондон, дали како е тоа можно? Значи ние нема да има никаква правна можност за заштита при реализацијата на кредитот, односно тие 6 милиарди евра, што е скандалозно, невидено и противуставно, дефинитивно. И мислам дека не треба сите
политички партии треба да го отфрлат овој договор. Така, или тој не барем е да уште го договорот ратифицира. дојде во собранието, тој како таков Не, треба да дојдене. помине. Дојдене, денес. Влезене вчера Да. во собраниска процедура. Ама не објавена- уште на гласање, да објавена. речем пред пратениците треба да помине Значи објавен низ е телата на линковите на собрание, јас собранието, успеав вчера да го прочитам. Значи, дури и во насловот, ова стратегиско партнерство е дефинирано во инфраструктурата, строго во инфраструктурата и во образованието и во здравството. Значи строго. Така, Од тука со акцент на станува збор за железничката наменски, инфраструктура, медицината, наменски така. или така наречени проектни пари. Тоа се проектни кредити. Вие денес ако сакате како фирма да земете од било која банка инвестициски кредит, значи банката ги плаќа фактурите за реализација на инвестицијата. Значи вие не можете, не располагате со тие пари, него потпишувате налози директно во банка на фактури. Тоа значи дека е проектен кредитот. И таму стриктно наведено, внимавајте кој е интересот на Британија, а од тука тоа треба да биде интересот и на Македонија. Значи, лидерството на НАТО во Европа го презема Британија. И тоа е факт. Длабоко поделената Европска унија меѓу француски и германски интереси, стравно слабите лидерства во Британија и Германија во последниве, не знам, 7-8 години, може и 10, значи ја поделија Европа. Европа е во моментов карам каша, темен континент. Европа е, внимавајте, ниту со визија, ниту со моќ на меѓународната политичка сцена, ниту пак економски расте со она темпо со кое што има потенцијал да расте. Таа е потоната во стравотни делби внатре и ние во еден долг период не можеме да очекуваме ништо позитивно од Европа. Стратегиската ориентација на нашата надворешна доктрина како интегра, Counter-Vail Alliance, да бараме моќни партнерства надвор е токму ова што сега го направи ВМРО-ДПМН. Чи нашата линија беше Вашингтон, Лондон, Ерусалим, ВМРО-ДПМН се одлучи да игра на Вашингтон и Лондон. И за мене тоа е одличен исчекор. Значи, Македонија конечно влегува под британската сфера на влијание и секам кај јавноста да разбијам некои небулози. Ние имаме лоша меморија од времето на поствоениот период, 49-та, бегалците, Грција, напалм бомби и така натаму. Си вича, да. Една реторика, еден наратив кој што е многу непријатен за нас македонците во принцип. Меѓутоа, ако гледате од британска страна, тие го гаѓа комунистичкиот подем во тој регион и во тој период. Тие нема воопшто идеја и визија дека во суштина прават етничко чистење, геноцид врз еден народ и така натаму. Јас за ова патем, сега многу е лошо човек да зборува за себе, в 2012 година говоре во британскиот парламент. Зборував за таа сага од 49 година, беа многу пратеници, лордови и така натаму, и ми раскажував таа приказна и многу знаеа. Но сакам јавноста да ја држи оваа линија, јас и на ВМРО-ДПМН му пратив порака и на владата, дека Вилијам Гледстоун е 4-кратен англиски премиер пред 100 години, кој што прв ја извади кованицата Македонија на македонците. И тој во британскиот парламент говореше постојано, има писмени записи во архивата на британскиот парламент, денеска да појдете, да видите дека во текот на 16 годишниот мандат тој цело време говореше за правото на малите народи на самоопределување. Особено мислејќи на Македонија, и велеше дека Македонија, и тоа зборуваме не само за ова Македонија, него и за Пиринска и за Егејска Македонија. Значи, конзервативниот дел на една елита во Британија исклучиво добро знае дека само остварен полсуверенитет на македонскиот народ на оваа територија може да значи мир и просперитет на Балканот. И таа линија ние треба да држиме, таа линија треба да ја бараме. Ја не сум убеден дека лабористиве во Британија во моментот има сен за тој момент, но длабоко знам дека Борис Џонсон и таа друга елита од конзервативниот дел на Британија, каде што ние имаме патен бројни пријателства, ја држи таа линија. И апсолутно го почитуваат македонскиот народ, македонскиот идентитет и државата Македонија со државотворен македонски народ. И јас тоа го тврдам. Така што овие портали кои што се повеќе од страната на Москва и од тој дел, веројатно сакаат да го нарушат врзувањето и лепењето на Македонија за западната хемисфера. Вториот момент, внимавајте, како лидер на НАТО Британија, сака коридорот 8 да го изведи. Тој стои во проектите за овие пари. Внимавајте, ако го поврзете Бари, Драч, Скопје, Софија, Бургас, вие отварате една линија која што НАТО го носи за стравот на кратко време на Црното море, при евентуално неповолно движење на политичката сцена во овој дел на Црното море, Русија, ако сакате,
по вертикалата 8 го спречувате кинеското влијание и тоа е примордијалниот интерес на Британија. Да запоседне интересот на западната хемисфера на овие простори, тие сватија пораката и на владата и на ВМРО ДПМН и на македонската јавност дека македонскиот народ е тој кој што владее овде во Македонија. Нормално со сиот почит за албанската етничка заедница, за сите малцински етнички групи, македонскиот народ е државотворен народ во оваа држава. И тоа е јасно, нема држава на планетава Земја која што не може да смета на државотворната улога на македонскиот народ овде. И за таа позиција ние ќе се избориме, без разлика што СДС не симна 10 нивоа подолу со тоа што ни ја закачи придавката Северна. Значи ние Да, но и овие ја прифатија. И тие ја прифатија. Значи, но јас знам дека тоа не е завршен процес. Во историски контекст Македонија е бренд и тој бренд и припаѓа на Македонија и на македонскиот народ. Без разлика што во даден период ние сме го дале тоа на Грција. Јас тврдам дека ние мора да се држиме и на тие предбиблиски времења, на библиски времења, во Новиот Завет. Сега внимавајте, говорам како теолог, човек што завршил докторски студии теологија во Америка, кој што учел што е херменеутика, методологија за толкување на библиски термини, што знае што е екзегеза, толкување на библиски термини на стариот хибру, на кои на јазикот. Значи јас сум ги учил тие јазици за да ги положам два испита, еден на стар хибру, еден на нов. Значи тоа се 3,5 годишни докторски студии по теологија и го говорам како теолог, не само како професор на политички науки, како теолог ви говорам. Библиската Македонија на 28 места во Новиот Завет е Македонија. И денеска таа се поима во денешна Македонија. Бројна протестантска заедница на планетава Земја точно знае кога ќе спомнете Македонија на кого се однесува. Дали на Грција или на оваа Македонија. На оваа Македонија затоа што тоа е библиска вистина. И ние треба да се држиме до таа вистина. Јас постојано ја упатувам пораката сиве овие години на јавна сцена дека ние мора да се држиме до библиските термини за Македонија и за македонците кои што се различни од тогашните Ахаја и Ахајците. Тогашниот назив на територијата на Грција беше Ахаја и Ахајци. Еленистичка култура беше пред библискиот период, Грција се појави 1832 година како термин. Значи таму имате култура, така, не шизофрена ситуација во идентитетска смисла, него имате олигофрена ситуација во Грција. Дали се хелени, дали се грци, дали се македонци, дали се ова, дали се она. Тоа треба они да си го рачистат. Исто како што бугарите треба да си рачистат, дали се татари, Словени или не знам што. Еве, дојдовме ги споменавте бугарите, па и околу нашите перспективи. Значи тоа е интересот на Британија тука. Така. НАТО, вертикалата за кинеското влијание, 8 коридорот 8 за ширењето на руското влијание. Добро, ако е тоа така, ќе ги следиме нормално нивните чекори. Страотно ќе има полза и во економска смисла и во секоја смисла. Знаете дека инфраструктурните проекти прават сеопшт раст и развој во дел на поттикнување на понудата. Добро, тоа е поентата на сите што велат дека треба да се генерираат проекти кои што ќе прејудицираат развој, а нема да бидат онака проект за проект направен, него што ќе стимулираат развој. Да, се разбира дека сите големи мокни држави во светот, а Британија се разбира, нели, членка на Советна безбедност и така натаму, е огромна, мокна, силна држава. Комонвелтот е, нели, со стотици години практично нивно царство, тие беа колонизатори на Индија стотици години и така натаму. Не е спорно дека Англија, односно Велика Британија, е една од најсилните држави во светот. Но сето ова што Липчо го зборуваше, делумно е во право во смисла на тоа дека нивните интереси се да имаат стабилна територија, односно стабилен регион кој што, нели, во рамките на НАТО и во рамките на сите останати меѓународни организации ќе ги споделува нивните вредности. Тоа не е спорно. Но Коридорот 8 не е проект на Британија. Коридорот 8 е проект на НАТО. Значи, Велика Британија е членка на НАТО, без оглед на тоа кој раководи и така натаму, се разбира дека е таа компактна организација и не би го поистоветил, не би го пренагласувал значењето на Велика Британија во НАТО во актуелниот миг. И уште по контрадикторно е следното. Ако ние, односно целта или интенцијата на овој режим била да влеземе во сферата на влијание на Велика Британија и претходно на САД, што правиме со Коридорот 10, односно со кредитот од Дорман? Значи вака се. Во проектната задача на овие пари е и Коридорот 10 и Коридорот 8. Добро, но вие не го споменавте Коридорот 10. Споменавте Коридорот 10 за заштита од кинеското влијание. Не вака. Го споменав. Не, ама вие го споменавте Коридорот 8 како заштита од кинеско влијание. Не, Коридор 10. И па Коридор 8 за заштита од руското влијание, Коридор 10 за заштита. Па не, ама не, па не, Солунското пристаниште е кинеско.
И па Солунското пристаниште коридор 10. Па ако вие контролирате брзата железница, контролирате се. Говорете, да. Значи, на што ми е идејата? Јас мислам дека интересите на Велика Британија за овој конкретен кредит се веројатно поголемо политичко влијание пред се во рамките на НАТО и на оваа територија. Второ, финансискиот интерес кој што за нив е минорен, но сепак ќе го има, бидејќи каматните стапки веројатно ќе бидат многу високи. Не. И Така не ги знаеме, да, добро, не се ќе знаат видиме, условите, да. но мислам дека Многу споменувањето за на ИБРД и на Јас Светска повторувам. Јас мислам, врз основа на тоа што пише во британскиот печат и врз основа на тоа што се спомена во неколку наврати и на самата средба Кир и нашиот премиер, нели? Па дури ми се чини британскиот амбасадор го избегна тоа прашање, но јасно е дека станува збор и поврзано е нешто со мигрантите и со центри за миграција. Тоа е моје лично мислење. Дали ќе биде така, ќе видиме. Така, Но да. дека е антиуставен и дека не може да не биде подложен меѓународен договор на било која правна инстанца, тоа е факт. И тоа не може никој да го демантира. Оно што е многу поважно, оваа влада се обидува на секој можен начин и веројатно поддршката кај граѓаните, нели, кај нивното гласачко тело, да ја добие меѓу другото и со наводна, нели, вештачки конструирана, симулирана, силна меѓународна поддршка. И тие на секој можен начин се обидуваат, па дење ноќе патуваат, нели, со авиони на таму, одат по светот, од секаде бараат и нели, велат, иако тоа е главно според мене пропаганда, дека имаат меѓународна поддршка, но видете сега. Не можете вие да имате меѓународна поддршка и од Турција, и од Израел, не можете да имате истовремено. Оди во Турција, нашиот премиер, и во разговорот со турскиот председател, кажува дека ја прифатиле идејата за две држави како решение за војната меѓу Израел и Палестина. Чекайте малку. Тоа е воспротивно со тврдењата, односно со концептот на Израел и на САД. Па САД експлицитно американците, најголемите партнери на ДПМН и така натаму, експлицитно кажуваат дека решение за две држави не е можно. Значи, кога оди во Вашингтон, овие наши велат, ние сме со вас. Одат во Турција или каде веќе и кажуваат, ние прифаќаме решение две држави. Го кажа ли тоа Ердоган? Договорот со Имаше ли да договорот со Турција и ова и за мене катастрофална грешка. Не добро, смеја да влезат во само таа зона. ова го споминам како пример кој што покажува само контрадикторност на меѓународната политика на ова влада, Во благо речено неконзистентност во еден дел. Она што е исто така неконзистентно, туку контрадикторна. Значи, видите, тие зема милиарда евра од Унгарија. Таа линија Вучич-Орбан-Фицо, која што некој вела дека ходи до Москва, па тоа е таа. Значи, како се ем се со американците, ем се со британците, ем се со Вучич, ем се со Фицо, ем се со Орбан. Чекайте ме малку. Не може тоа така. Или сте со едни, или сте со други. Не можете да бидете и со Израел и со Палестина. Мора да се земете страна. Не зборуваме за морални аспекти и така натаму. Тоа Може е би само малку една макро димензија. Значи мислам дека е хаотична, само контрадикторна Молам накратко, бидејќи само пропаганда е нивната надворешна политика, како впрочем скоро и се што направија. Дали направија. очекувате некаков пробив на планот на евроинтеграциите, еве и во овој контекст, бидејќи сега на самитот на НАТО? Ве молам накратко, бидејќи имаме уште еден. Тоа што требаше да го направи Брисела, не го направи. Калкулирајќи во собствените празни визии. Значи Брисел требаше ова да го направи. Не го направи Брисел, лидерството го презема Лондон и Британија. И тоа е завршена приказна. Колку расте влијанието на Британија овде, ќе паѓа влијанието на Европската унија во Македонија. И тоа е факт. Заради нивните глупави политики. Да, но тоа не е Брисел добро. води страната глупави политики во однос на Македонија. И тоа им се удри во глава, дозволи, молим те. Значи ова е страото ничекор и Брисел се со наведната глава сега заради овој потег на Лондон. Не, јас мислам се со навед, то не дозволи сега те слушам, молим те. Се разбира. Значи се со наведната глава, ова е пораз за Брисел и за европската дипломатија во Македонија. Тие ја изгубија како сфера на влијание. Тоа е завршена приказна. Овие 6,8 милиарди долари се ќе бидат страотен импетус ако владата се клони од коруптивните, не знам, скриени политики и така натаму. Ако
ги насочи проектно таму каде што е договорено, а ако успееме да го направиме коридорот 8 и коридорот 10, ние сме бетонирале сувереноста на Македонија по крстот за век. Запамтете го Ете, за навек. зависиме така. 6,8 милиарди. Внимавајте. Тоа е сериозен Треба износ. внимателно да се трошат. Се Тоа е разбира, да. сериозен износ, ако сме паметни. Следната фаза треба да бидат микро, малите и средни бизниси. Ние И таму некој мора треба да еден води огромен сметка дел да дека ќе има насочиме. некој годината само да ги како враќа. Отворечкиот потенцијал Тие на овој сектор не е искористен, на агробизнисот, Само на на микро, мали и средни бизниси. А ако тука следната транша ја насочиме, јас тврдам дека Македонија станува просперитетна држава за 8 години од сега. Само Дај Боже, вие кој не би не го сакал заборавајте, тоа. Ајде, то не не сте заборавајте вие, клучниот финиширајте и факт. готово, да. Клучната работа, лично мислам дека ја пренебрегнуваш, а тоа е дека ова е кредит. Значи ова е кредит. Ова треба да се враќа со камата. лично. Ај гледај го како Е, не сега, вериш. Добро, добро. само- Правите е, развој сега- со туѓи пари сега. Добро, Што сега но, што да ви кажам? јас не мислам така. Јас мислам дека ништо не може да ги замени фондовите на Европска унија. За разлика од овие 6 милиарди евра кредит кои што треба да се враќаат со камата, со самото интеграцијата кон ЕУ веднаш дава грантови. Значи ние ќе имаме, ако не се лажам, околу 800 милиони евра со отворањето на првото погледа во преговорите со ЕУ, во евроинтегративниот тоа ќе процес, ќе зависи- имаме тоа ќе 800 зависи милиона од евра тоа реформите како ги грант. спроведуваме, тоа Значи така ќе има ќе без пари. упатува. Значи 800 милиони евра е липша првиот месец, првиот ден од кога ќе се отвори првото погледа ќе бидат достапни на нашата држава. Не кредитот, не кредит. Значи тоа е огромна разлика помеѓу Европска унија и овие договори И влада со огромна е влада. разлика да си го продадеш Значи, образот и јас честа. мислам, тоа е друго прашање. За тоа може За да 800 зборуваме, милиони но образ и чест не се продава. може да зборуваме за тоа, тоа е друга тема, но ова сакам да ти Да кажам. оставиме нешто па и за некое друго мислам дека во гостување, оваа така. катастрофална, тешка економска Британија ситуација. ти го почитува идентитетот, македонски народ си, ти Добро. почитува јазик, Ама добро, македонски не е јазик спорно си. тоа. Па Нема кој не проблем почитува? Британија со Па тоа. кој не Брисел Тоа е има проблем. Европската унија. Не е точно тоа, не, оваква. добро. Како не е Ајде, точно? ќе видиме Само како ова ќе сакам се. да го кажам. Ајде, Знаете што бидејќи е? завршуваме. Значи мислам дека во оваа катастрофална ситуација економска во која што се наоѓа оваа држава долги години, децении, а особено во последните година дена откако дојде оваа власт, единствен излез ни е Европска унија и нивните фондови. И нивните Никој не вели не. И Никој не вели ние не, ќе но го имаме немојте тоа, процедури така, ќе го и модели. имаме и тоа. Фондовите Не може- на Европска унија се не може замрче во однос на оваа перспектива. Значи не што може зборим. кредит од 6 милиарди евра да биде подобра опција од 800 милиони грантови. И тоа само во првиот практично месец откако ќе се отвори првото погледа во преговорите со ЕУ. Така. А но оваа влада наместо да се заложи максимално и да го започне тој евроинтегративен процес, односно да го заврши, и со тоа да овозможи економски развој Ќе видиме, на веќе има Македонија обид на самитот на НАТО да се направи прв обид на средба меѓу председателката и влада бугарскиот со Орбан председател. и со Велика Британија. Мислам дека е тоа Ама погубно. легитимно е тоа, Тони, Мислам дека легитимно народот- е. Не, не е легитимно. Легитимно е. Ама не е легитимно, Добро, кој јас се противоставено овој ве молам, договор. тука морам да ви се заблагодарам, да оставиме нешто и за некое наредно гостување. Благодарам што бевте дел од ова издание на Студио 10.